Јавноста треба да ги знае работите како се случуваат и во собранието, меѓутоа и зад кулисите во собранието. Ова кое што денеска се обиде неуспешно, како секогаш да го направи СДСМ, свесно се обидуваат да ја блокираат комисијата, свесно не доаѓаат во собранието да дебатираме, сметајќи дека ќе и наштетат на државата, а со тоа и на граѓаните, со цел да се случат одредени финансиски проблеми во државата, кои што тие лично сметаат дека ќе им донесат политички чар. Таква опозиција ние имаме овдека во Македонија. Тие сметаат дека граѓаните не памтат ништо што се случувало во Македонија изминатите години кога тие биле на власт и се однесуваат како да оставиле држава средена како што е Шведска, да речеме, а не дека оставија руинирана држава со висока инфлација, со огромен јавен долг и со уништена доверба во институциите од страна на граѓаните. Од таква појдовна точка ВМРО-ДПМН ја презема власта и од таква појдовна точка ние денеска можеме да дебатираме. Во делот на задолжувањето, многу е интересно да се гледа како СДСМ обвинува за задолжување, а само во нивниот период на владење од 7 години ја задолжија државата онолку колку што сите влади од осамостојување на Република Македонија од 91 ја задолжија до кога тие дојде на власт. Значи, една влада задолжила онолку колку што не задолжиле сите влади и сега тие имаат лице и кредибилитет да зборуваат за задолжување.